Добар ден. Добре дојдовте во Е-училница на часот по математика за 8 оделение. Наставната содржина што ќе обработиме во оваа кратка видео презентација е класификација на четириаголници и својства. Што треба да научиш? Да препознаваш и опишуваш четириаголници, класифицираш четириаголници според должината на страните, големината на аглите и според паралелноста на страните. Ги искажуваш својствата на видовите четириаголници, ги применуваш својствата при решавање едноставни задачи, вклучувајќи ги и диагоналите. На почеток ќе се потсетиме на она што сме го работеле во претходните оделенија. Многоаголник со 4 страни и 4 агли се вика четириаголник. Елементите на четириаголникот се 4 темиња, 4 страни, 4 агли и 2 диагонали. Направим нека класификација според взаемната положба на спротивните страни. На цртежот сме илустрирале 3 четириаголника. Ако внимателно ја разгледаме оваа слика, лесно ќе забележиме дека првиот четириаголник има 2 пара паралелни страни, вториот четириаголник еден пар паралелни страни, додека пак третиот четириаголник нема ниту еден пар паралелни страни. Четириаголниците со 2 пара паралелни страни ги нарековме паралелограми. Четириаголниците со еден пар паралелни страни трапези, четириаголниците без паралелни страни трапезоиди. Паралелограмите па ги делиме на квадрат, правоаголник, ромб и ромбоид. Сега поотделно ќе ги разгледаме својствата на секој од овие видови. Квадрат, 4 еднакви страни, 4 еднакви агли, 4 оски на симетрија, ротацијска симетрија од ред 4, 2 еднакви взаемно нормални диагонали. Правоаголник, 2 пара еднакви спротивни страни, сите агли се еднакви, 2 оски на симетрија, ротацијска симетрија од ред 2, 2 еднакви диагонали. Ромб, 4 еднакви страни, спротивните страни се еднакви, 2 оски на симетрија, ротацијска симетрија од ред 2 и взаемно нормални диагонали. Ромбоидот, 2 пара еднакви спротивни страни, спротивните агли се еднакви, нема оски на симетрија, ротацијска симетрија од ред 2. Трапези, рамнокраг трапез, 2 еднакви страни, 2 пара еднакви агли, една оска на симетрија, ротацијска симетрија од ред 1, 2 еднакви диагонали. Правоаголен трапез, краг нормален на основите, ротацијска симетрија од ред 1. Трапезоиди, делтоид, 2 пара еднакви страни, 1 пар еднакви агли, една оска на симетрија, ротацијска симетрија од ред 1 и взаемно нормални диагонали. Во продолжение, она што претходно го повториме, сега ќе треба да го примениме во задачи. Затоа ќе разгледаме неколку примери. Пример 1. 4 ученика од 8 оделение опишуваат еден четириаголник. Дијана вели: четириаголникот е, Елина вели: има 2 пара паралелни страни, Африн вели: диагоналите му се взаемно нормални, Семран вели: има 2 оски на симетрија. Барањето на задачата е од кој вид е четириаголникот. Поотделно ќе ги разгледаме сите тврдења. Тврдењето на Дијана, четириаголникот е, го задоволуваат сите видови четириаголници, бидејќи тврдењето е многу општо. Тврдењето на Елина го задоволуваат квадрат, ромб, правоаголник и паралелограм, бидејќи Елина вели има 2 пара паралелни страни, тоа значи дека тука влегуваат сите паралелограми. Афрен вели диагоналите му се взаемно нормални. Значи такви четириаголници се квадратот, ромбот и делтоидот.
И Семран вели има две оски на симетрија. Значи тврдењето на Семран го задоволуваат ромбот и правоаголникот. Забележуваме дека сите тврдења ги задоволува четириаголникот ромб. Зошто? Бидејќи тој се наоѓа во сите тврдења. Значи учениците го опишувале четириаголникот ромб. Пример 2. Пополни го блок диаграмот. Значи блок диаграмот има 6 излезни полиња кои што треба да ги пополниме со некои од видовите четириаголници, при тоа истите да задоволуваат својства кои што самиот блок диаграм ќе ги диктира. Ако почнеме од почеток, вели дали четириаголникот има два пара паралелни страни? Да. Дали сите страни имаат иста должина? Да. Дали сите агли се по 90 степени? Да. Значи, ако почнеме од почетокот, два пара паралелни страни, паралелограм. Сите страни имаат иста должина, квадрат и ромб. Дали сите агли се по 90 степени? Останува, претпоставам, знаете, квадрат. И ви оставам малку простор сами да размислите за наредниве 5 излезни полиња, за да дојдете до решението. Сега ќе ги запишеме решенијата, за да може да си ги проверите оние решенија што вие на некој начин сте ги предпоставиле. Второто излезно поле е ромб, третото е паралелограм, четвртото е правоаголник, петтото е делтоид и последното е трапез. За домашна работа составете сличен блок диаграм на овој што веќе го разгледамне, во кој ќе вклучите повеќе својства и повеќе видови четириаголници. Благодарам на внимание.